Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И со вечерашната наша емисија, почитувани слушатели, целта ни е да ви приредиме пријатна разонуда со радиочасот Глас од Македонија. Не стои до недонке, не гледај ме, од гледање донке фајде нема. Не стои до недонке, не гледај ме, од гледање донке фајде нема. Не до недонке, не стои до недонке, не гледај ме, не. Не стои до недонке, не гледај ме, од гледање донке фајде нема. Не стои до недонке, не гледај ме, од гледање донке фајде нема. Дај дуни, 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 дај дуни, 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 дај дуни, 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 фајде нема. Дај дуни, 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 дај дуни, 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 дај дуни, 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 фајде нема. За солуна, сите моми донки ги заљубив, само тебе донке те засакав. Не до недонке, не стои до недонке, не гледај ме, не. Не стои до недонке, не гледај ме, од гледање донке фајде нема. Не стои до недонке, не гледај ме, од гледање донке фајде нема. Дај дуни, 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 дај дуни, 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 дај дуни, 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 фајде нема. Дај дуни, 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 дај дуни, 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 дај дуни, 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 фајде нема. Вечерва повторно сме со вас, драги дечиња. Имаме специјална приказна за вас. Па, ајде да ја чуеме. Дали јадеш тавче, гравче? Грав? Не. Зошто? Гравот е многу корисен за сите деца. Ова е приказна за волшебниот грав. Си било едно дете, се викало Јовче. Живеело со својата мајка. Биле многу сиромашни. Еден ден, мајката му рекла на Јовче да ја продаде кравата на пазар.
Одејќи по патот, Јовче сретнал еден човек, кој му рекол: Јас ќе ти дадам 5 волшебни зрна за твојата крава. Јовче мислел и ја дал кравата за 5 зрна. И што се случило потоа? Мајката многу се налутила и му рекла: Леле, Јовче, што си направил? Нам ни треба пари да купиме нова крава, а не граф. Таа луто ги фрлила 5 зрна низ прозорецот. Утрото, кога станале, кога ќе видат, што ќе видат? Во дворот пораснало огромно растение граф. Било толку високо што ги допирало облаците. Јовче почнал да се качува по стеблото граф. Се качувал и стигнал до врвот, што бил обкружен со многу облаци. Јовче здогледал огромен камен дворец. Тропнал на вратата од дворецот и му отворила жената Џин. Таа му дала да се напие млеко и му рекла веднаш да си оди, за да не го начека лошиот џин. Кога дошол џинот, веднаш го намирисал Јовче, но жената успеала да го убеди дека нема никого во куќата. Лошиот џин се навечерал, ги изброил златниците што ги зел од добрите луѓе и заспал. Итриот Јовче успеал да земе од златниците, а потоа се симнал по стеблото граф до својата куќа. И се било добро, додека Јовче и мајка му имале златници. Кога ги потрошиле парите, Јовче пак се качил по стеблото граф и пак дошол во куќата на лошиот џин. Јовче имал среќа, па овој пат од куќата успеал да ја земе златната кокошка на џинот. Се вратил дома и ја израдувал мајка си. Мамо, донесов златна кокошка што снесува само златни јајца. Супер, значи веќе ништо не им требало на Јовче и мајка. Така мислела и мајката, но Јовче и рекол: ке се качам уште еднаш по стеблото граф. Кај лошиот џин слушнав прекрасни звуци на волшебна харфа. Ако ја донесам, секогаш ќе ни биде весело дома. И по трет пат Јовче се качил по стеблото граф и стигнал во куќата на џинот. Овој пат и жената џин била многу лута и не сакала да му помогне на Јовче. Сепак, итрото момче успеало да ја земе харфата. Но лошиот џин се разбудил и почнал да трча по Јовче. Овој пак стигнал до стеблото граф, се симнал по него, а кога стапнал на земјата, го пресекол стеблото граф. Така, лошиот џин не успел да го фати итриот Јовче. И ете така, златната кокошка и волшебната харфа, што свирела преубави мелодии, направиле Јовче и мајка му да живеат среќно и весело. Море, не е лошо јас да почнам да јадам граф. Нели? Верувам дека ви се бенди са приказната, па јас ви посакувам добра ноќ, драги дечиња. Моето маче има една уста,
Čekaj malku. Darko nema opaška. Moje tomače ima dve oči, dve oči. Moje tomače ima dve oči, imam i jaz. Moje tomače ima dve uši, dve uši. Moje tomače ima dve uši, imam i jaz. Moje tomače ima dolgi mustaki, dolgi mustaki. Moje tomače ima dolgi mustaki, imam i... Au, Darko je mnogo mal za mustaki da ima. Ajde сега да повториме. Уста, нос, мустаки, очи, уши и опашка. Браво! Moje tomače ima eden drugar, eden drugar. Moje tomače ima eden drugar, to sam jaz. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Gospodine, gledam imate crkvi so zlatni krovovi, no moj od narod najbogat na svet, so pesni vino i prijatelji. Draga gospođo, kaj vas sonce to od 4 strani gre, to pozdrav, no ne potoplo od
od srce majčino, što željno čeka da i prejdam prag. Samo doma si je doma, mi šepne se koj drum, kade i da odam vo misli tam u sun. Na velik den štom zvona zabijat, milion zvezdi gora za Makedonija. Ti ubavice, ti mi nudiš se da ostanem i da zaboravam. No jedni oči dve me isplakale i brzam solzi da im izbrišam. Samo doma si je doma, mi šepne se koj drum, i kade i da odam vo misli tam u sun. Na velik den štom zvona zabijat, milion zvezdi gora za Makedonija. Samo doma si je doma, mi šepne se koj drum, i kade i da odam vo misli tam u sun. Na velik den štom zvona zabijat, milion zvezdi gora za Makedonija. Na velik den štom zvona zabijat, milion zvezdi gorat za Makedonija. Едно од прилепските села е и селото Лажани, па да ја чуеме репортажата за селото Лажани. Крстарејќи низ Пелагоничката котлина изминативе 25 години, поточно речено низ незиниот северен дел, попрецизно кажано низ Прилепското поле, низ неговите 110 села, денеска распоредени во урбаната општина Прилеп и руралните општини Кривогаштани и Долнени, како што вели народот, наред дојде да го посетам и долнеското село Лажани. Наред дојде долнеското село Лажани, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непокорливата драгоцена слика за Лажани низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Со надеж дека меѓу помладите лажанчани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно офатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Лажани е далеко од Прилеп, негде 28 километри. Така? Соседни села му се Житоше, Борино, Саждево, Девре, Штеропотово, така Рилево, Фајчатер, долу вашето село. Ти си роден во селото Лажани, живееш во селото Лажани. Кажи ми вака едно, од што се занимаваш? Па претежно за тутун. Работиме тутун и помалце пшеница, пшенка како за своји потреби. Ние сме четворица за работа, предуши сме така мало дете, но имаме другите за работа, сама тешко се произведуваш. Тешко, многу се станува рано. Постоењето на Лажани како населба секако се протега назад со времето, со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото Лажани, некои околности укажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште.
Првите податоци за селото Лажани се содржат во пишаните документи кои датираат од средновековието. Лажани во 1337 година царот Душан го приложува како дел од имотот на манастирот Трескавец. Првите пишени документи од отоманското владение на овие простори датираат со пописниот отомански дефтер број 4 од 1467 и 1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Лажани, во која имало 48 куќи, во кои живееле 40 домарисијански и една отоманска фамилија. Во пописниот дефтер од 1467 и 1567 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Лажани се спомнува како Лажане и припаѓа на битолскиот вилајет Дебрешката каза на чифликот на Усеин Топукбег. Исто така Лажани се спомнува во отоманските дефтери од 1845 година за приходите на христијаните во Прилеп, каде што се среќаваат од селото Лажани. Дебрешка каза, каде што пишува дека во бакалскиот тан во 1815 година се овој бакалски дуќени за брашно, сол, газија, шеќер, масло, леблебија и други работи кои биле потребни за животот на луѓето отвориле и неколкумина бакалџии од Лажани. Исто така, во отоманските дефтери од 1845 година е запишено дека од 1815 година до 1844 година од Лажани во Прилеп, дуќаните кои ги отвориле лажанци, како басмарскиот, боцварскиот, тенекеџискиот, ковачкиот, терзискиот занает, фурнаџискиот, којунџискиот занает и други занаети, сите овие дуќени биле дел од големите прилепски естапи. Живееме овдека во мешано село со мешан етнички состав. Во село Лажани сме негде околу 96 домаќинства православни, а околу 400 и нешто куќи се од другата вероисповест, како бошнаци, турци, албанци и така. Ова село е составено од скоро 500 куќи во кои живеат околу 3000 жители. Село Лажани се најдува западно од Прилеп, по општина сегашна Долнени и е на патот меѓу Прилеп Македонски Брод во средината и оддалечено од Прилеп е 28 километри. На село Лажани е центар на повеќе села како Дебреште, Ропотово, Кошино, Саждево, Јакреново, Борино, Житоше, Средорек. Дека селото Лажани на овие простори обстојува многу векови говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија, од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Верковиќ, како и во обемниот истражувачки научен труд на професорот доктор Јован Трифуновски, еден од најпознатите не само во Македонија, туку и во светски рамки, антрополози и географи, во трудот Антрополошки и географски истражувања на Битолско-Прилепската котлина, во делот за селото Лажани запишал: ова полско село се распостила помеѓу атарите на селата Житоше, Кошино, Дебреште и Ропотово. Селото има селски водовод, изграден од 8 селски бунари и од селскиот извор Преод,
кој се наоѓа северо-западно од селото во 1909 година за време на Отоманската империја. Според старите преданија, во ова село од памтивека живеело население со христијанска православна вера. Кон крајот на 18-тиот и првата половина на 19-тиот век, неколку турски бегови по потекло од Деваско формираат неколку своји чифлици. Зачувари на чифлиците од околината на Кичевско и Деваско ги населувале потурчените македонци, така што бројот на македонско население со мухамеданска религија за првпат во историјата во ова село Лажани го надминало бројот на македонското население со православна религија. Пред крајот на отоманското владение во овие простори во село Лажани постоеле 3 чифлици. Најголемиот чифлик му припаѓал на дебарското семејство Ваголи, чии негови предци биле македонци со православна христијанска вера, а мухамеданската религија ја примиле во првата половина на 18 век. Вториот чифлик му припаѓал на стариот македонски род Мемедовци, кои исто така мухамеданската религија ја примиле во првата половина на 18 век, додека пак третиот чифлик бил во собственост на родот Утковци, кои во 17 век во селото Лажани се доселиле од селото Зрже, каде што собственикот на овој чифлик, Али Бек, бил посвоено дете кај Мехмед Бек. Иако ја примил мухамеданската вера, сепак, за да не се заборави од каде му е потеклото и кои му се корените, го задржал семејното презиме Утковци, кои и денеска живеат во плебското село Зрже. Во 1912 година трите чифлици ги откупиле селаните од селото Лажани. Во 1921 година Лажани брои 75 домаќинства, во 1948 година 198 домаќинства, во 1961 година 218 домаќинства. Во 1920 година на купената земја или земјата делена од кралството Југославија во Лажани се населуваат овие македонски родови. Николовци од село Вир, Поречка околија, во 1922 година од село Лазарополе доселен е семејниот род Ламбевци. Во 1927 година во селото Лажани се доселува семејниот род Талевци од поречкото село Граешница. Во 1928 година од поречкото село Вир се доселува семејниот род Дабевци, додека пак семејниот род Златевци во Лажани се доселува од поречкото село Манастирец. Населувањето од селата во поречието во Лажани продолжува се до 1954 година. Јас сум населен 1953 година во село Лажани од село Белица, Македонски Брод. Јас како земјоделец, службеник, пензионер, работев во Министерство за правда, сега сум пензионер, пак се занимавам со земјоделие. Работев како матичар во село Костенци, општина Долнени, и во моето матично подрачје беа опатени 12 села. Може ли вака да направиш една твоја ретроспектива, едно твое сеќавање на оние моменти кога се среќаваше со мештаните да дојдат да извадат извонародени, да дојдат да се пожалат во селото, да речи Мајдева, Костинци, Рилево, Зрже, Маргари, да им прочитате некое писмо, да им напишете некоја молба на тие мештани што беа тука. Ние знаеме дека овие села се пете со старци. Секако. Јас како матичар во големо матично подрачје работев со луѓе, земјоделци, стари, повеќе изнемоштени луѓе, неписмени, им се снајдував со хартија, му пишував молби, ги услужував со изводи бараните, документи како на родени, на венчани, на умрени, ги упатував ако бараат некои други проблеми кои што ги имаат, ги упатував кај што треба на местата додат, да не би талкале лево-десно. До 1998 година немаше телефони. Телефони имаше само во поштата. И нашата местна канцеларија исто имаме телефон.
луѓето се обраќа да побараат телефонски броеви или преку пошта или преку мене, ги услужуваме, така добива врски со нивните оцелени деца. Големо иселување на населението од село Лажани со мухамеданска религија, кај народот попозната како големата преселба на турците од Македонија во Турција, имаме во периодот од 1954 до 1957 година. Од 1954 година до 1974 година во Лажани се населува население од просторите на СФРЈ, претежно муслимани од Санџак, меѓу народот во овој крај попознати како турци санџаклии. Еве овде ке се наоѓаме во Прилепското село Лажани. Лажани. Ова село е повеќе национално село во кој што живеат и македонци, живеат босанци, живеат албанци, живеат турци. Мешане нација. Ајде вака да ми се представиш како се викаш, од каде си? Слушај, јас се викам Бечо Горчевиќ од село Лажани, Прилепска општина Долнани. А доселе сам из Санџак, Србија. Село Угао, општина Сјеница. Место канцелара Карајукиќи Бунари. Доселен сам оде 74 година, 8 марта. И дан данас овде живим, земљоделац сам, земљу радимо, стоку, то гледамо, с тие ми децу школуемо и живимо. Наше село поголемо. Национално мешано и Срби, и православни, и македонци, и турци, и сви живимо, имамо едно село за пример овде, како е национално мешано. Ти имаш многу пријатели во селата Ропотово, Кошино, Рилево, Сличе. Имам и у Ропотово доста пријатели. Имам и у Рилево сите и знам ко да су ми комшија оде, а не у Рилево. Имам и у Кошино пријатели, имам и у Долнани. Може ли да ми спомниш некој твој пријатели, како ги запозна пријателите во Рилево, да речеме? Па брати ми беше Зоре Миленковски, после Коста Петрески. Може ли да се седиш на некој така настан, на некоја случка кој што те поканиле да појдеш на гости на слава, на... Био сам и на гости на слава. Био сам код Зорета Миленковска, био сам код Најда, пред Зоретову куќу. Био сам код Благоје Каша, био сам код Љубета Каша. И кај ними сам био. Кога ќе се сретнеш со твоите пријатели од Рилево, од Зрдзе, од Маргари, од Кошино, од Ропотово, дали вака некојаш си запрашувал, како брзо замина младоста? Бога ми, има една песна, се каже, од младости рано мину, коно магла уз планину. Родниот крај на твојот дедо, кој е тако? Да, имам тамо роднини, уште имаме роднини тамо, одиме. Каде е животот порен, да речеме, во Тутун или одека во Лажани? Каде тамо горе? Каде е подобар? Шо знам, јас овде сум роден, мене овде се разбира ке ме влечи. Па и горе не е лошо, народот си живеи. Странство се претежно сите роднините и така. Втората половина на 18 век за Лажани е период на обновување на селото, испразнато од страна на арамиската дружина предводена од Кади Заде Мустафа, која броела околу 500 луѓе од албанска и турска националност, која действувала во соработка со одредени феудалци и државни службеници од Прилепската каса по незината целосна ликвидација од страна на отоманските тогашни власти. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разворнатата и некогашна манастирска црква Свети Никола на местноста Манастириште на источниот дел од селото. Според пишаните документи, денешната црква која е изградена врз темелите на некогашната истоимена црква била созидана во 1875 година. Исто така, во пишаните документи е забележено дека црквата е зоографисана во 1882 година. Зоографите биле браќата од Крушево, Коста, Ангеле и Никола Анастасовски. Јас сум по потекло од село Долно Ботуше,
од Порече. Клисра сум овдека од 11 година, 2011 година. Ова 4-та година, 5-та дете ми дојде. Да ми кажеш ова црква овдека кога е правена? Црквата е направена 1988. Кој ти е тебе куќна слава? Куќна слава мене ми овдека Митроен. Свети Никола Летен. Дали овдека во селото Лажани за Митров ден, за Велик ден, за Божи да речеме, или за Бајрам, или пак за Курбан Бајрам Рамазан, имате доаѓаат ли вашите соселани нагости или вие кај? Овдека славите си ги славиме што ми се слави. Во тој случај, значи, добри однос имаме со сите те комши, национално се, немаме ништо, значи, лоши работи да се десува. Во ова населено место со нова терминологија, односно селото Лажани, јас точно е дека подолго време доаѓам. Имам многу бројни пријатели и меѓу луѓето со православна вероисповед и меѓу муслиманите. И мојот печаток е дека ова село овде е еден класичен пример за повеќе национално место, односно место каде што живеат повеќе националности во еден соживот и во една меѓусебна толеранција, почитување и уважување. Јас во тој поглед нешто во тој правец би сакал да кажам околу поимот за толеранцијата, дека толеранцијата всушност представува една од најубавите човечки особини и која представува секогаш темел на мирот. Значи, толеранцијата е особина која што може мирот секогаш и секаде да го направи возможен. Всушност, тој поим, таа толеранција представува хармонија во различностите. Имено се заснива на знаење, на отвореност, на комуникација, на слобода во размислувањата и убедувањата, и погрешно ако се мисли дека тој поим представува всушност некоја концесија, некоја попустливост или некоја добродушност. Всушност, толеранцијата представува почитување и уважување на туѓите идеи, ставови, начин на размислување и на живење. Толеранцијата е особина која што всушност го краси однесувањето на луѓето, и со таа толеранција всушност луѓето кои што се разликуваат меѓу себе по говорот, по однесувањето, по можностите, по способностите и така натаму, имаат право сите да живеат во мир и да бидат такви какви што се. Ние немаме право на никого да му го наметнуваме по секоја цена нашето мислење и убедување. Секој има право да се придржува на своето убедување и размислување, меѓутоа треба да се почитува и правото на другиот, дека и тој другиот има право да се придржува на своите размислувања и убедувања. Денес во светот не постои држава, не постои ни голем град. А знаеме дека еве има и вакви села по големи населени места каде што имате луѓе со повеќе вери, нации и култури кои што живеат во еден заеднички живот и каде што е неизбежна таа толеранција и тој соживот помеѓу луѓето. Толерантен може да биде, знаете, секој човек кој што е свесен дека не ја знае целата вистина за многу работи и дека му се потребни и други луѓе за да доспее во близина на вистината. Толеранцијата е особина која ја вклучува свесно одлуката да се постапи воздржано и ненасилно. Значи, толеранција може да се најде за секој човек, без разлика на сите различности во однос на нас. Прагот на толеранцијата, велиме ние дека зависи од генетиката, меѓутоа зависи и од средината во која што растеме и во која што живееме. Ние секогаш треба да имаме почит и респект према нашиот соговорник, без разлика што многу пати можеби ние мислиме дека тој наш соговорник зборува според нашите проценки погрешно или можеби безсмислено. Меѓутоа и во тој човек ние треба да гледаме добронамерен човек кој што вистината ја бара на свој собствен начин. Ако не постојат другите, да бидеме свесни дека нема ни ние да постоиме. Значи, ние мораме да бидеме свесни дека светот е полн со луѓе и тоа ни е потсетик дека во светот постојат луѓе со различна боја на кожата, со различна вера, нација, размислување, однесување, способности и така натаму. Меѓутоа, во сите тие луѓе тече крв. И таа крв на некој начин нас со некои невидливи нитни не поврзува. Меѓуверската и меѓурелигиската толеранција и соработка во нашето општество беа и останаа непроменети вредности и гаранција за добра перспектива во иднина. Верската толеранција, комшинската солидарност, гостопримството се основни, фундаментални вредности и одредници на секое културно и секое цивилизацијско и цивилизирано општество.
Значи не е важно, воопшто не е битно човек со каква вероисповед, со каква определба и вера е. Битно е каков човек е. Дали е човекот вреден, авторитетен, почитуван или не е. Мултиконфесионалноста исто така е битна за секоја држава, затоа што подразбира почитување и уважување на различните културни навики. Мора да се почитува сечија вероисповед, сечија определба и никој не може да се прифати да се сака доколку не се запознае. И затоа се оди, секогаш на тоа луѓето, сите своји евентуални недоразбирања да ги решаваат низ диалог, а за да ги решаваат низ диалог и разговор треба да се запознаат меѓу себе. И само на таков начин ние можеме да воспоставиме живот без недоразбирања и без несогласување. Мештаните од селото Лажани ми раскажаа многу приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од непокварливата драгоцена слика за Лажани низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, се обидов дел од нив и вам да ви пренесам преку оваа репортажа, со надеж дека помеѓу помладите лажанчани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти, кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да го доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Seta moja mladost brgu mi mina, voda lečina, ama samo v srce verno ja nosam, moja ta ljubena. Ama samo v srce verno ja nosam, moja ta ljubena. Ajde sega moja mačna dušo, razveseli se, neka sega prvat iskreno ljubav, da ne izludam. Neka sega prvat iskreno ljubav, da ne izludam. Tuđino, Javano, što mi napravi, od moje to prvo verno live ti me razdeli. Tuđino, Javano, što mi napravi, od moje to prvo verno live ti me razdeli. Samo ta znaje kolku ja ljubam, bez neja ne možam. Samo kolku noći bez soni vinam, to ja zgo znam. Samo kolku noći bez soni vinam, to ja zgo znam. Ajde sega moja mačna dušo, razveseli se, neka sega prvat iskreno
Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Последните минути да ги искористиме со песна од мојата поезија. Сонцето на моето небо кое ме буди заспива. Звездата на мојот живот што ме осветлува мене, тебе и сите нас. Македонио, за тебе зборам. Македонио, тебе ти пеам на глас онака како што умеам, а најмногу те молам, не се предавај. Испушти ги твоите 16 златни зераци, затопли ги душите на оние на кои им се ладни, за да знаат дека ти си таа, само ти си таа која го држи, која го чува светот, само ти, Македонио. Sestro, ja sam na Muave, imam nešto da zboruvame, da mi kažeš kako postaram, da mi kažeš što da napravam, da onda slušam tugi a da fatam tebi drugovi. Nemoj mila, nemoj ne odi, tvoj pad brate nigde ne vodi. Doma ima samo jedna, ta je najvredna, koji što pošao ne se vratil, slušaja sestra ti. Nema mi kade na ovoj beli svet, Zemlja mi najljubosina, kako tako divna. Nema nikade na ovoj beli svet, toliko lična i slična na Makedonija.
kaži sestro, ako pošekam, kako u Trojanske dočekam, kako ke mi raspad decata, da li ovde mi je srećata, ili tamo negde postoji sreća Bog ti da mi otvori. Nemoj mila, ti ne plaširi se, ti je deca, site naširi se. Ova zemlja mnogo gidala i izgledala. Ako si odar od ovde site, što sme napravile, nema mi kade na ovoj beli svet. Zemlja mi najde silna, kako takovina. Nema mi kade na ovoj beli svet, toliko lična i slična na Makedonija. Nema mi kade na ovoj beli svet, zemlja mi najde silna, kako tatkovina. Nema mi kade na ovoj beli svet, toliko lična i slična na Makedonija. Се наближуват и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.